Постојат фондови и програми на Европската Унија за развој на малите и средни предпријатија во земјава, но истите многу малку се користат. Висината на средствата во вид на удели и грантови од Европската Унија се движат и по стотици илјади и милиони евра, и тоа за иновативни проекти за зголемување на конкурентноста. Но македонските мали и средни предпријатија, што од неинформираност, што заради сложената постапка, имаат скептицизам за средствата од овие фондови. Но има одредени програми, посебно СМЕ инструментот или инструментот за мали и средни предпријатија, каде што едно предпријатие од Европската Унија и асоцијативните членки може да добие до 2 милиона евра грант за одредена иновативна идеја која што има регионален импакт. Тој инструмент е мощно интересен и сметам дека е доста пристапен за нашите мали и средни предпријатија. До сега во овие 2 години, 2014 и 2015, од почетокот на Хоризонт 2020 програмата, имаме само една апликација која што е стигната во подоцнежна фаза на евалуација. Се надеваме дека ќе ја добијат. Што покажува вашето искуство со оглед дека ги следите овие ситуации? Малку влегуваат македонските компании, посебно еве во Хоризонт 2020. Исто така и во незината предходничка FP7, македонските компании малку влегуваа во проектите. Најчесто се дел од конзорциум кој што работи на некоја иновативна идеја и таа ја развива, но убаво е тоа што има нагорен тренд. Бизнес центарот при Југоисточно-Албанскиот регион организираше едукација како фирмите да дојдат до парите на Европската Унија за подобрување на нивните перформанси. На работилницата е 20 фирми од Југоистокот кои покажаа интерес. Мима Станоевска вели дека интерес има, но фирмите не се истрени во самата постапка. Компаниите од регионот секојдневно бараат информации од нас. Во многу случаи досега и сме помогнале во пополнување на апликации. Може да се пофалам дека веќе дел од компаниите има добиено средства од тие апликации кои се пополнети. Меѓутоа, се уште скептицизмот, посебно кон европските фондови, е доста голем. Мислам дека се уште компаниите не се доволно информирани за можностите кои ги нудат тие европски фондови и што се тие може да искористат за да ги подобрат своите капацитети, своето работење, па дури и вмрежување помеѓу компаниите во нашата држава, меѓутоа и надвор од државата. Затоа мислам дека овие настани се доста корисни за компаниите и би препорачала поголем одзив на ваквите настани со цел подобра информираност. Во Југоистокот ниту една фирма нема користено средства за развој на мали и средни предпријатија од Европската Унија. На ниво на Македонија, според информациите, фирмите што користеле средства од оваа програма на прсти може да се избројат.